Низ Џидимирци некогаш историјата минувала. Се живо и диво овде било. Минуваш, одговор на прашањата нема. Денес веќе се е немо. Џидимирци село мирно. Населани земјоделци доми било. Колку дечиња израснало ово село. Колку од нив ни светот расеало. Колку покојни души на оној свет испратило. Колку нови корења длабоко засадиле. Нови фиданки израснале. Денес веќе куќи нема. Ама заветот за мир и спокој на душите покојни, Тасе Лазовски од мермер споменик подигна, да се памети тоа што во срцата им било. Тие споменици, тие спомени, тоа мило за огништата од Тасе направено, требе во сеќавањата неселаните да им остане се она мило што некогаш овде во Џидимирци било. Почитувани пријатели, почитувани присутни, почитувачи на убавиот збор. Срдечно ве поздравувам и ви посакувам добре дојде на оваа наша онлайн промоција. Денешната цел ни е да ви ја представиме новата стихозбирка на почитуваниот автор, господинот Павле Рибарски, под наслов Комитата и ќерка му Слобода. Денес се одвива оваа промоција во чест на 5 годишнината од осветлувањето на споменобележјето и отпочнувањето на традиционалните џидимирски средби. Овие средби започнаа на 3 јуни 2017 година и се одржуваат секоја година на првата сабота од месец јуни. Ке се потрудиме со неколку рецитации, раскази и описи за селото Џидимирци, секако и со неколку детали околу животот на заборавениот јунак од ова село, Ристо Витанов Патрикот, да ви ја прикажеме животната историја на заборавениот јунак и на неговите потомци. Денешната промоција ќе биде збогатена со неколку музички numери во чест на самиот јунак, како и на неговите најблиски, ќерка му Слобода, внуците Тасе, Марика, Драги, Ристо и уште многу други. Корени. Длабочината на земјата, на корењата им е татковина. Листовите и возвишените стебла им раскажуваат каква е светлината, кога е топло и кога доаѓа зимата. Без коренот нема живот, ниту дрвото, ниту родот. Листовите и светлината ја користат фотосинтезата за да можат да се хранат и во животот да се одржуваат растенијата и природата. Коренот испреплетен длабоко во земјата, стеблата, гранките и листовите високо, цврсто ги одржува во височината. На луѓето им помага бесконечно во заедница да живеат на планетата. Го повикувам почитуваниот професор, господинот Чедомир Цветановски, да ја прочита и во неколку минути да ја образложи својата рецензија. Ви благодарам, почитувани пријатели на убавиот поетски збор и уште повеќе на продуховните пореки на авторот Павле Рибарски. Пречитателите, како беше речено, четвртото авторско дело на Павле Рибарски, Комитата и ќерка му Слобода. Поточно пред нас се комбинирано поетско-прозно дело, згора со двоен наслов Комитата и ќерка му Слобода и во доскоци од внатрешни длабочини. По стихозбирките Штипи Љубљана 2017-та, Џидимирци 2018-та и Починка од уморени спомени 2019-та, еве доаѓаат неговите морно прозно поетски записи од кратерот, од усветената свест, во ноќните бесоници на авторот, со цел да ја осознае личната и вината на неговото поколение за тоа што нам,
продолжува да ни се случува. Поскоро тоа се врели горешти водоскоци од внатрешните длабочини на собудената совест за на крајот на животниот пат во зрело да се платат сметките и за собствениот и за гревот на целото слободарско поколение. Згора тие се потикнати од величествениот простум на комитета Ристо Витанов Патрикот, на неговото комитско поколение и време кога во неговото село Джедимирци кипел животот, струил водоскокот на животот и пламенот на борбата за слобода, како и на ќерка му Слобода Битанова и Селеничка, чие поколение, далеко од родината, достоинствено продолжува да го гради водоскокот на среќен живот и успешна кариера, но во туѓина, згора во далеку поспастрена држава. Уште подецидно, пред нас се опекотливи магматични поетски изливи од кратерот на безсознанието, при себе познавањето за прокобата на борбата и проклетството на слободата, на незините закони груби од кои цел еден наш живот продолжува да се губи, како уште во 80-те години продекламира Блаже Коневски. Изгора да се губи животот во собствената држава. Проклетството е трижди засилено низ безкрајната ни транзицијска ноќ, така што пред нас се сурови, но честни и објективни записи за водоскоците од собудената совест и свест за себеуништувањето, што нашето поколение несвесно го врши во собствениот народ и држава. При тоа, во оваа стихозбирка Павле Рибарски не евоцира нечии спомени, туку раскажува своји лични сведоштва за подвигот на комитета Ристо Витанов Патрикот, кој со години извршувал најдоверливи куриски и јатачни задачи лично на Гоце Делчев и на организацијата. Да повторам, со години извршувал, а не бил откриен. И не предал, и доживел да дочека слободата, и да почине во 1947 година, откако костите и на неговиот предпоставен беа конечно упокоени во престолнината на слободниот дел на Македонија. Тој раскажува со очи на сведок зашто самиот автор неколку пати ја минувал курирската траса од Штип до Неготино. Се криел долж двете тешки проодни, но скришни планински патеки. Уште повеќе тој самиот е соучесник во акцијата за обнова на селото. Се вложи во организацијата на джидимирчани да го спасат остатокот од селото, особено гробиштата. Слободата е неотугива. Слободата не е тиња на брегот и сушена, ниту безлична фигура некрстена, со кантар студен, со туч неизмерена, ниту синџирот железен околу вратот навезен, цвеќе без боја на везилка, ниту тапани без ек во тешкото, борец без пушка и ленената кошула на Ленка недовезена. Страшно невреме. Бура и молњи се предвесници на слободата. Ветриштата со грмотевици прават мелодија. Силата народна мракот во светлина го претвора. Што туку започнала борбата за слобода. Невремето во сончев ден и мирно море завршува. Слободата копа во тајните на природата. Од земјата прави градилиште. Со брзи чекори патува кон иднината. Таа секој ден е пубава. Секое утро посрекни не разбудува. Слободата е сечија. Од народот со победа извојувана. Со болни рани незараснати. Река солзи пролеани. Таа е без газди и собственици. Во срцата народни не се чува. Не е на продажба. Слободата има лице, очи, јазик на кој зборува. Има родители, баби и дедовци, прапракорени, со илјадници години наназад родени. И при тоа, кревајќи го својот поетски глас, авторот укажува на еден исклучителен конспиративен
предусет на селаните од жидемирци. За да го предпазат семејството од можна освета од страна на интервенционистичните соседски пропагандни банди и подоцна окупаторите, на гробовите од паднатите комити и борци, селаните поставувале безимени триаглести камени плочи со шпицот уперен кон небото. И остава клетвен завет на историчарите, етнолозите и на читателите да го проучат овој величествен паметник и да го сочуваат од забот на времето со цел да продолжи немо да сведочи за комитското, за партизанското и за слободарското градителско поколение кои успеа слободниот дел на Македонија да го кренат на завидно ниво. Треба веднаш да одбележиме дека авторот Павле Рибарски долги години ги потиснувал жештениот кратер од морни знајби во душата и во сопствената свест. Дури жртвувајќи ја струката, инженерската, градителската, која го, пак ќе повторам, го изгради слободниот дел од Македонија во средно развиена индустријска и правно-политички далеку подспастрена држава од денешната. Тој свесно го затворал кратерот во себе си, за со лична саможртва да придонесе за делото, да спаси барем ронка од пропаста, ама притоа во внатрешните длабочини незапирно си трупал житејски и општествени печатоци и жешки политички и историско-национални знајби. Не можам да не речам дека како штипјанец тој бегал од самата помисла да генерализира за општественото битие на така наречениот социјализам и социјалистички систем. Притоа, несвесно гонет од прокобата, тој како да имал шубе пред гревот на самоубиствениот чин на македонската петорка, која во 70-тите и 80-тите години, 30 години по победата на македонското востание во антифашистичката војна, посегна по младежките, партизанските си револвери за со самоубиствен чин смело да го искаже својот гнев и неприем на велепредавството на дел од југословенскиот врв спрема федералната идеја според моделот на старите македонски револуционери. На крајот би сакал да заклучам, Павле Рибарски чистосрдечно признава дека цел живот во надеж ни помина чекајќи го подоброто утре. А стварноста секој утро пострашно од вчера и денес, после тоа младешко копнење, за неколку животи е подалеку од денот кога се роди пранадежта за подоброто утре. Тоа го вели во песната Подобро утре. Изгора, не без обвина, додава, има денови кога се кријам, се плашам од дома, не излегувам, во осаменост некаде бегам, не сакам од лицемерите никого да сретнам. Ќе заклучам дека макар што и во оваа стихозбирка поетовата ментална ткајачница не дојде до конечно решение на енигмата, а равенката без резултат не е решена, сепак како поет Рибарски смело го отвара кратерот на душата за свесно да посведочи за потребата за соочување со голата вистина на тешкиот личен и национален пораз. И макар што во комитата и ќерка му Слобода и водоскоци од натрешни длабочини, географската широчина на тематско-мотивската хронолошка преокупација се стеснува од чисто роднокрајни и национални потраги, при што ја вклучува најдиректно и диаспората и селениот дел на Македонија, преку ќерката и внуците на комитата, ги вклучува во одгатнување на она каде да го бараме решението. Подвикот на комитата и преданоста на ќерка му Слобода кон родниот крај, татковинските мечти и заложби, како и татковинската доблест за саможртва на неговите последници
и на соселаните да го сочуваат од доисчезнување и да го обноват селото Джидимирци. Павле Рибарски го издига во врховен долг и смисла на лично и национално постоење. И повикува со личен пример и покажува со своите заложби дека за да го извадиме умот од небрано, повеќе знаење ни треба и повеќе самопочит. Со еден збор, Рибарски и во ова свое четврто дело демонстрира завидна аналитичка умешност и покажува дека може и знае и локално и глобално да мисли, колку со прозни, толку и со версификаторски поетски изразни средства. Згора на тоа ќе укажеме дека тој умее и да действува, така што неговата поетска мисловна ткајачница се со ефектните поетски пораки ги мобилизират читателите да го парафразирам авторот во безсмислата да изродат смисла, за да действуваат и на локално и на глобално ниво. И нема да погрешиме, зашто токму во комитата и ќерка му Слобода и во доскоци од натрешни длабочини, поетот осознава дека треба еднаш и за секогаш да ја надминеме флоскулата за помодарската ресавска школовка и аминџиството и да се свртиме кон својот ум, кон својата традиција, кон својата самоорганизираност и градителска традиција. Јас му посакувам на Павле Рибарски уште на тамошни услови во разгатнувањето и во откривањето на градителската македонска традиција. Ние сме тие, тоа ни врие во крвта и ќе продолжиме наспроти долготрајната транзицијска ноќ, послушноста на безработниците. Автору ти посакувам и понатаму твојата ментална ткаечница и понатака и да не ти дава мира, оти тоа е и собствено твое себеоткривање, но и национално созревање. Благодарам за вниманието. А сега го повикувам почитуваниот автор, господинот Павле Рибарски, да зема збор. Повелете. Благодарам. Господине Рибарски, дали ќе може со неколку зборови за оние кои не се запознаени со селото, на кратко да ни раскажете и да не запознаете со него? Селото Джидимирци е оддалечено 10 до 15 км северозападно од Неготино, се наоѓа на левата страна од реката Вардар, на 140 метра надморска височина. Воглавно, низ вековите и во поновата историја, населението од ова село се занимавало со земјоделие и сточарство. Најчести обработувани култури се афионот, памукот, бостан и градинарски производи за лични потреби. Селото Джидимирци е со долговечна историја. Според различните автори кои се занимаваат со демографија и со потеклото на селото, податоците за селото се различни. Меѓутоа, најстариот податок тоа е 1519 година. Во тоа време, во селото имало околу 44 фамилии. Живееле православни и само со едно семејство од муслиманска вера и исповед. Најголем подем во развојот на селото се остварува после Народно-ослободителната борба, односно со пописот 1953 година селото брои околу 404 жители. После тој попис, селото почнува да се намалува. Поголем број од селаните се иселуваат. Од 68 до 71 година селото систематски се иселува. Во 1971 година е тотално иселено, разрушено и сите пропратни и стамбени објекти до темел се урнати. Денес, местото каде што беше селото, е една пустелија, обрасната со сува трева, камења, единствен
сведок дека овде некогаш имало некоја населба и дека живееле луѓе, се старите джидимирски гробишта, кои исто така изгледаат жалосно, со расфрлени надгробни плочи, растурени камења и слично. Гроб поразличен од другите. Гробот на борците е поразличен. Нивниот символ и по смртта стои исправен. Духот слободарски не мирува, пат покажува. Стегнат меѓу надгробната плоча и камењата, каменот стои возвишен. Не може да гурне ни ветер, ни гром. Не сака да лежи понижен. Мајка му во црно завиена, тука некаде закопана. Лелеците, тажачките се слушаат од небото. Од гробот не може, црната земја и надгробната плоча ги задушува. Петокраката е со него. Дечињата негови не сакале од спомените во звездата насадени, да го разделат од капата на која се закачени. Старите джидимирски гробишта и поред таа жалосна слика, сепак имат некои одбележја кои на други места или во други селски подречја во околината, па и воопшто во Македонија, не се познати. Имено, поред вообичаените гробови, има гробови кај кои, кај главата на покојникот е поставена троаглеста плоча со врвот према небото. Старите джидимирчани кажуваат дека ово е гроб на борец, само за нив својствено и само они го дешифрираат и ја знаат таа вистина. Ова појава, ова обележја, овој обичај или традиција до сега ја немам сретнато во моето живење, а со моето истражување и интервјуирање на свештени лица и на джидимирчани, тоа не е забележено во околината. Од кога потекнува и кои се вистинските етнолошки карактеристики и цели на таа појава, на таа традиција, останува етнолошката, археолошката, историската наука да даде свој придонес со проучувањето и тумачењето, односно објаснувањето на оваа традиција и појава. Мечтал за слободна Македонија. Таа се роди кога татковината беше поробена. Од секогаш татко и мечтал Македонија да биде слободна. Со пушка во раце тргнал во планина. Од голема љубов кон татковината, новородената ќерка ја крстил слобода, да не биде робинка. Како робинка таа на училиште тук јазик учела, дома со мајка и шепотела. Душманот да ни ја запали куќата. Не смеела да се каже македонка, судбина македонска. Јунакот заборавен, по чест на Ристо Витанов Патрикот. Каде ги однесоа коските од овој борец заборавен? Во кој гроб ги закопаа? Во скопските еврејски гробишта? Ниту крст, ниту име му запишаа. Траги не оставија. Приказката од комитската борба за слобода на Македонија не запишана кај Господ остана. Јунакот, заборавен, не се знае каде почива. Колку куршуми, колку сабји го сечеа, на смртта и бегаше, кај Гоце Абер носеше. Оваа храброст, оваа непомирлива младост, судбината така сакала, во познато место да исчезне. Не се знае каде свеќа да се запали, каде цвеќе да се положи и засади. Оваа песна нека биде негов споменик, вечен пламен од песната запален, за неговата посветеност и вечна младост, кај незнаениот гроб цвеќе засадено, а таму горем во Божиите светови неговата вечна радост. Ристо Витанов е нашата централна личност, нашиот заборавен јунак, нашиот комита, нашиот джидимирчанец, роден е 1887 година во селото Марена, на патот помеѓу Неготино и Кавадарци, односно
во централниот дел од Теквешијата. Во раната своја младост станува член на Македонската револуционерна организација, се стекнува со толкова доверба што станува курир на организацијата и еден од најдоверливите курири на Гоце Делчев. За целиот свој живот не направил грешка и сите негови курирски задачи ги извршувал совесно и квалитетно. Има мислење или теза дека Ристо Витанов е учесник и во Илинденското востание, но соодветен документ за тоа не е пронајден. После Илинденското востание во Македонија, па и во Тиквешкиот регион, македонското население е изложено на невидена тортура, а нарочито за луѓето кои биле учесници во Илинденското востание или симпатизери на тоа востание, од турците добивале најчесто смртни пресуди. Предпоставуваме дека Ристо Витанов, плашејќи се да не биде предаден или на некој начин откриен од властите, по известно време го напушта селото Марена и се преселува во селото Джидимирци. Таму продолжува со своите активности, но после кратко време се оженува со Марија Галабовска. Овој брак на Ристо Витанов му е втор брак, после починатата прва сопруга Спасена. Од првиот брак со Спасена има две деца, и тоа Тодорка и Димче, односно Димо Витанов. Марија Галабовска, таа му е втора жена и во тој брак се родени 4 деца. 2 сина и 2 ќерки. Ристо Витанов, односно нашиот комита, нашиот борец, учествувал и во Втората Балканска војна, во Одринско-македонската чета и во борбите добива престелни рани во двете нози. Се залечува, али тие рани и белези го пратат за целиот живот. На 5.5.1931 година во тогашна кралевина Југославија му се раѓа второто дете ќерка, пресреќен, радосен, полн со надежи, и ја крсти својата ќерка Слобода. Оваа крштевка кажува све за личноста на нашиот главен јунак. Call
od oči vrišeše, kaj grutkata zemlja pokloneta se moleše. Крштевката, слобода, за мене е нешто посебно, меѓутоа невообичаено, затоа што ово име меѓу мојата генерација воглавно е Слободанка или Слободан. Прв пат се среќавам со името Слобода. Тоа за мене е символ, надеж, визија и пророштво, дека неговата татковина еден ден ќе биде слободна. Умира 1947 година во градската болница во Скопје. Во тие времења, во недостаток на сообраќајна инфраструктура и семејна сиромаштија, на неговиот шура Блаже Галабовски не му престанувало ништо друго, освен да го погребе во старите еврејски гробишта, кои биле во непосредна близина на градската болница. На погребот не присуствувал ниту сопругата, ниту некој од децата, ниту роднина, ниту пријател. По смртта на Блаже Галабовски се губи секаква трага од гробот на Ристо Витанов, Патрикот. Ето тоа е судбината на заборавениот јунак. Овој свет го напуштил без богување, без плач, без цвеќе и запалена свеќа од најблиските. Нека му е вечна слава. Ова песна нека биде негов споменик за неговата посветеност и вечната младост. Кај незнајниот гроб цвеќе засадено, а таму горе во Божите светови неговата вечна радост. Каде ги однесоа коските од овој поред запоравен? Ристо Витанов, Патрикот, приказка од комиска борба за слобода, незапишана, кај Господ остана. Јунакот не се знае каде почива. Ова песна
neka vide njegov spomenik, sa njegovata posvetenost i večna mladost. Kaj ne znaj ni od grob, cveke zasadeno, a tamo gore vo Božite svetovi njegova ta večna radost. Kolku kuršumi sabi go sečeja na smrta i begaše, kaj god se aber noseše. Ova hrabrost, nepomirljiva mladost, ne se znaje kada se zapali, kada cveke da se poboži i zasadi. I onako ne se znaje kada počiva. Ova pesna neka vide njegov spomenik, sa njegovata posvetenost i večna mladost. Kaj ne znaj ni od grob, cveke zasadeno, a tamo gore vo Božite svetovi njegova ta večna radost. Tamo gore vo Božite svetovi njegova ta večna radost. Слобода последно се мажи со Александар Лазовски, истакнут младинец и учесник во Народно-ослободителната борба. На 7.1.1952 година семејството Лазовски се преселуваат во Република Словенија, во Горишка брда кај Нова Горица. Сопругот Александар целата своја работна кариера ја врши во царина, се до пензионирањето. Слобода преселувањето тешко го поднесува и долг период од животот носталгично оптеретена. Децата ги воспитувала да ја сакат Македонија, често пати во секоја прилика ги носила децата во своето родно село Джидимирци, кај своите роднини, кај своите пријатели. При крајот на животот, Слобода на својот најстар син му остава аманет, му остава завет да направи некој белек во селото Джидимирци, да се знае дека таа била од таму, односно фамилијата Лазовски потекнува од тоа село. Името на нашата мајка беше Слобода. Родена е кога наместо леп се јадеа корења, кога радоста беше заборавена, а животот тежок како планина. Кога на свет дојде, таткото Комита, ќерката ја крсти Слобода. На сите бајраци со свилен конец напишано: од Господ создадена, со љубов огромна, поглед што милува, песна од грло и излегува. Чедата од скут не ги испушта, патот со љубов им го покажува. Животот во тугина ја однесе, грудка земја од Македонија со себе понесе. Кај грудката земја се молеше. Еден ден светот без неа остана.
црни облаци духовниот споменик мајчински го покрија. Децата без мајка останаа, во срцата како светилник со себе ја понесоа. Тасе Лазовски, ние и сите членови на хорот Франце Прешерен го запознавме при една посета во Нова Горица. Така дружики се ненадејно од некаде се слушна прекрасен тенор кој пееше песната "Болен ми лежи Миле Поп Јорданов". Целиот хор се придружи кон песната и тогаш се роди нашето пријателство. Тасе Лазовски е прекрасен човек, посветен на своето семејство, работата и добрината. Одраснат и школуван во Нова Горица, спортист, кошаркар, добар стопанственик, автор на повеќе од 30 патенти, патентирани во Словенија, Европа и Америка. Техниката е неговата професионална преокупација и љубов. Почитуван и активен општествено-политички граѓанин, член на Кошаркарскиот сојуз на Нова Горица и други хуманитарни организации. Хуман граѓанин, кој на многу луѓе им помогнал, а и денес помага. После смртта на родителите, а посебно на мајка му Слобода, се зафаќа со задачата што ја примил од нив. Ги средува административните работи во Македонија, ги добива сите дозволи за градба и дозволи да може непречено да влегува во таа зона и да го гради спомен од бележјето што го има проектирано. После известно време, оваа пустелија кај џидмирските гробишта се роди модерно, современо, дизајнирано спомен од бележје со бел мермер изграден објект. Во 2016 година тој го формира со уште неколку џидимирчани граѓанскиот форум за џидимирци, кој има основна цел да ги координира, да ги повикува и да ги организира некогашните џидимирчани да го посетуваат спомен од бележјето и некогашното село Џидимирци, да можат да извршуваат верски обреди, да запалат свеќи, да положат свеќиња на некогашните нивни предци. Во 2017 година се одржува првата средба на џидимирчани, на која со свештени лица се осветува спомен од бележјето, а со богата културно-уметничка програма се пушта во употреба овоа спомен од бележје изградено од бел мермер со верски символи на високите столбови и со бел постамент на кој се испишани презимињата на џидимирчани. Џидимирци одамна го нема, само камен и сува трева. Тука ниту луѓе, ниту стока минува, пустелија крај Вардар царува. Џидимирци одамна го нема, само камен и сува трева. Тука ниту луѓе, ниту стока минува, пустелија крај Вардар царува. Тишина гробна се
татува. Во тишина искра да запали, во времето надежда засади. Но има корен што не изгасна, вознеслива светлина кон Джиди Мирци патува. Во тишина искра да запали, во времето надежда засади. Тишина гробна се за Джиди Мирци кажува, само камења надгробни плочи без имиња, судбини спомени заборавени во пустелјата заробени. Джиди Мирци, наш споменик. Почитувани, на сите кои останавте до самиот крај на оваа онлайн промоција, сакаме да ви се заблагодариме за присуството и искрено се надеваме дека ви ја прикажавме историјата на ова место како и дел од животот на заборавениот јунак. Ви благодариме на присуството, се надеваме дека уживавте. Се гледаме во некоја наредна прилика.